Добар ден, обично Мегдан Кујна, кога треба да најаваме, ја најавувам со добро вечер, сабота на вечер, но, значи, не е сабота на вечер, туку е ден, сабота, и се наоѓаме пред информативниот центар на Дојранското езеро. Значи, сите туристички центри, сите туристички места мора да имат таков информативен центар. Ево, за среќа и Дојран го има, и јас би ја започнал денешната емисија точно со ни повеќе ни помалку со основните информации за Дојран и за туристичката сезона. Па да видиме со што располага, мислимо ти неколку години постоа тај центар, па да видиме со што ни располага и да побараме еден водич кој ќе не прошета точно низ сите тие туристички интересни места на Дојранското езеро. Па да видиме што има во центар. Веќе сме внатре во информативниот центар и како по обичај, секој пат во тие информативни центри има најпрекрасни особи кои шират топлина, пред се топлина за туристите, и што е најважно, првите информации се добиват од две прекрасни личности, а право да ви кажам, самите имена им се Божји дарови. Марија и Магдалена. Значи, ни повеќе, ни помалку. Верувајте, значи, имена од православието, од значи, Библијата, библиски имена, по автоматизм, значи, личности кои сеят само позитивна енергија. Бидејќи Марија има доста обврски, малку не е зафатена, а е шармантна, има многу чуден поглед и е секој пат расположена на смена, ние ќе си земаме за право да ја повикаме Магдалена, и Магдалена повеле, седне се тука, јас ќе ти правам друштво, може да седнем покрај тебе. Во секој случај, да, имаме веќе и некои луѓе кои треба да добијат некои информации. Јас со Магдалена се чувствувам прилично извоображено, од проста причина што Магдалена е една прекрасна, позитивна личност, која се надевам денеска ќе ни приужи задоволство да ги разгледаме сите буквално знаменитости на Дојран и да ни каже се живо што ќе се случува во сезоната 2012. Прво би почнале од Магдаленче да ни кажеш која е функцијата на информативниот центар. Најпрво, добро дојдовте во Дојран, ви посакувам убав престој тука. И самиот наслов кажува туристичко-информативен центар, значи информативен центар за туристи. Сите оние кои што доаѓаат од внатрешноста или на Македонија, но и за странски туристи, најпрво доаѓаат тука затоа што инфоцентарот е лоциран на самиот пат, веднаш пред општина Дојран. Сите застануваат тука, прашуваат информација од секаков карактер, например каде може да се сместат, каде може да јадат, каде може да прошетаат, што е интересно во Дојран, што може да се види. Им ги даваме потребните информации и тие заминуваат од тука. Исто така информативниот центар има и друга функција, а тоа е ги регистрира издавачите на соби. Сите приватни издавачи на соби мора да бидат регистрирани во регистарот на издавачи на соби во Дојран. Има ред, да. И значи сите се регистрирани, ние од тука им испраќаме туристи, тие плаќаат туристичка такса која се влева во буџетот на општина Дојран и така функционира и информативниот центар. И развојната слика на Дојран постепено се гледа дека оди во одлична насока и ќе биде одличен туристички центар. Да. Дали, например, ако некој не е задоволен од нешто, од било што, турист, има ли право да дојде во Има право да дојде, доаѓаат и да бара совет од вас? Да, доаѓаат луѓе, за среќа не многу незадоволни, меѓутоа доаѓаат, може да се случи такво нешто. Имаме тетрадка за пофалби и жалби, се потпишуваат во тетрадката, пишуваат што е проблемот и ние гледаме да им помогнеме, да им го решиме проблемот и да им окажеме. Контакти со сите тие. Така, да им окажеме на луѓето дека каде сгрешили и на што се жалат туристите. И да не им се повтори. Да не им се повтори, за секако да ја подобриме туристичката услуга во Дојран. Супер.
дали сега може да излезе на терен, бидейки много е добро да работиш в канцелария. Най-добро е на терен, кога изгледаме на... Да, можеме. Шо би ни препоръчава да посетим Водоеран? Можеме да ги посетиме музеот кој се уште е во изградба и летната сцена која исто така е во изградба, да ги видиме докаде стигнале со работа. Секако брегот на Дојранското езеро е прекрасен за посета, пешачко-рекреативната патека која е за туристи, црквата Свети Илија, Саат-кулата, Турската бања, имаме доста работа. Супер. Значи може да почнеме да правиме обиколка. Можеме. Кафичка? Има и кафичи. Супер. Значи, за почеток, аз предлагам от режия малко да ни пущате музика, а нормално ние излегваме на терен. Ние сме теренци. Нормално, Доеран е Доеран, прекрасен е. Да ви кажем, во Доеран съм бил пръв път на одмор 68 година. Значи, от 68 година съм довегал тук и то на Чико, кога не се плакаше, кога имаше 2-3 върби и беше се природно, но еве развојно Доеран отиде во сосем друг правец, во правец кој и текако сите европски туристички центри одат во нови правци и тоа е добро за развитието на туризма. Значи одаме во посета на најубавите места во Доеран. Епа, драги приятели, драги струмичани пред се, не знам колко се скявате, но църквата Свети Илија во Доеран беше место кое личеше буквално на, не знам, на неква руина, во која имаше некои треви и неква импровизирана сцена во која се случуваше културен чин, односно театарски представи, кој Струмичкиот театар ги има одиграно мали милион, што би рекле. Од самото постојање на доерански ракувања, голем дел од тие представи се играат точно во ова место, кое се вика буквално, значи, црква Свети Илија. Но, состојбата беше катастрофална, а малку историја за самата црква. Во периодот, значи, од Балканските војни, во периодот Првата светска војна, ова црква е најмалку 3 пати горена и останато е само каменот. Но, со тек на времето и делови од каменот има уништено и останати се само страничните делови, нешто од зидовите. Но, полека, свесни луѓе или луѓе кои мислят на Доеран, пред се на културата во Доеран, имат можности да инвестират и веќе е добро инвестирано и ова фаза, карабина фаза е готова, но за да се доправи и сето тоа да биде на краишта вистинска црква со сите тие фрески и осветувања, им треба уште долго, но јас се надам дека во Македонија пред се хумани православни луѓе има доволен број кои имат капитал и се надам дека на ова црква ќе и посветат барем малку внимание и со своите вишок пари, значи ако имат повеќе пари, да дадат одредени прилози ова да биде завршено, направено на крајот на краиштата. Важен белег за православието е местото Свети Илија во Доеран. Одам кон сцената и сакам на мојта домакинка, значи на Магдалена, да ја кажам каде Струмичкиот театар најчесто играше представи
Да, дојде Магдалена. Значи, тука имаше поставено едно плато и на тоа плато 80-тите години ние игравме представи. Се носеа столови од комшиите, од општината и се поставува тука и игравме представи. Имаме една многу интересна анекдота, бидејќи во употреба ова сцена беше ретко, нели? И беа стари даските. И една вечер беше многу топло и тивко. И почна представата, се запалија буквално рефлекторите и отеднаш почна да излегат мравки со крилја. И представата функционираше по принципот на тропни, тргни, голтни мравка и стана, а бидејќи представата зборуваше за периодот Турска империја, значи за време негде околу 903-906, револуционер се викаше представата, така добија на посебна димензија и ми е врежена во главата како убав спомен. Иако, значи, имаше природни, така да кажеме, нели, животинки кои на некој начин не сметаа за представата, но сепак даде посебна димензија и многу ми е во добро сеќавање тој период. Се надам дека во иднина тука ќе се одржуваат голем број на културни настави. Се надам дека ова ќе биде за што пократок временски период завршено и ова црква ќе биде во функција, а нашата Магдалена, бидејќи има библиско име, знам дека кога ќе треба да ја мажиме, ќе ја мажиме тука, во таа црква. Може? Може. Може, така. Значи, од тука се селиме кон другите туристички дестинации. Гледаш ме ко бездушен, до снови ми се руше и знаш да љубав ни е крај. Умира све у мене, а ти ни сад не губи сјај. У твоме лето горим и мрзим што те волим, како да помирим sa ти. Све бих на свету дао, да те још едном заgrlim, ал не дам ником овом бол, jer to je život moj, jer to je život moj. Ma sve dok mi je samo bol, ja zauvijek sam tvoj, ja zauvijek sam tvoj. Al ne dam nikom ovu bol, jer to je život moj, jer to je život moj. Ma sve dok mi je samo bol, ja zauvijek sam tvoj, ja zauvijek sam tvoj. Da volim, da samo jednom gorim, to nikad nisi bila ti. Sve bih na svetu dao, da te još jednom zagrlim, al ne dam nikom ovu bol, jer to je život moj, jer to je život moj. Ma sve dok mi je samo bol, ja zauvijek sam tvoj, ja zauvijek sam tvoj. Al ne dam nikom ovu bol, jer to je život moj, jer to je život moj. Ma sve dok mi je samo bol, ja zauvijek sam tvoj,
Ja zauvijek sam tvoj, ja zauvijek sam tvoj. Ja zauvijek sam tvoj, ja zauvijek sam tvoj. Я фирма, а не аз без нози останах. Съвсем плиги станах. Там това на мало, там друго на мало, на друго место трето на мало. Абе, я ти тук имаш от игла до локомотива. Всекой прав домакин трябва да има кермида на главата. А ти тегля добро от Джако, ти маки не теглиш. От темели до кров, все за нас, само разнопромет аз. Шурта. Взети Шура на 2 чадъра. Абе, Шура, абе не биви тупи глуп. Ела си уюб. Тука всичко на куп. Стиропор во димензии разни. Лепило за стиропор и гипс картон. Малтер за сува градба. Компјутерско нијансирање на бои за внатрешни и надворешни фасади. Германски тапети, германски ламинати, подови, корнизи, водовод, канализација, електрична инсталација. Мајсторите наши, задоволството ваше. Уживајте со јуб, оти тука се е на куп. Бидете подготвени за долгото жешко лето. За да имате убаво лето, на вас мисли Гросист. Гросист преку својата летна програма ви нуди чадори и шатори за на плажа, гарнитури за седење за вашите дворови и тераси, како и тенди за дворови. Повелете и уверете се во високиот квалитет и пристојните цени. Гросист ве очекува. Доколку имате проблем со вашиот компјутер или лаптоп, бидете безгрижни. Сервисниот центар на Riversoft компјутери има одговор на секое ваше прашање. Најбрз и најдобар сервис за компјутери само во Riversoft компјутери. Решение на секој проблем преку системот 48 часа. Пријави дефект на 034 340 020 и нашата екипа ќе дојде до вашиот дом или канцеларија и во рок од 48 часа ќе го реши проблемот. Најдобри Riversoft компјутери. Let's go!
Значи во моментот се наоѓаме во еден прекрасен парк и во едно мало манастирче, па наша Магдалена да не објасни прилика за што станал збор. Ова е ново изградениот манастир Марија Магдалена, кој бил неопходно да се изгради за граѓаните на Дојран да има каде да ги извршуваат верските обреди. Бидејќи црквата била во многу лоша состојба многу пати и ова им било потребно за браво. Граѓаните од Дојран доаѓаат тука, како што можевте да видите и внатре, црквата, односно манастирот изгледа навистина прекрасно, функционира и доста граѓани од Дојран, па и туристи го посетуваат. Браво, супер. А и паркчето е многу убаво. Убаво е, да, навистина изгледа убаво. Мало, а убаво. Да. Ајде одиме. Мислам дека голем дел од гледачите знаат кој е најпрепознатливото лице за Дојран. Значи, можем слободно да те викам Батмирчо, бидејќи се знам многу години. Батмирчо е една личност која во областта на уметноста, односно во сликарството, има за Дојран дадено толку многу, што дојранчане треба да му изградат на животот споменик, нели? Но и еден друг белек има. Тај белек е во непосредна близина на музејот кој е во изградба е и неговото живеалиште. На некој начин јас следи комплетно изградбата на музејот на Дојран. Но, знаеме дека Дојран има голем број артефакти кои моментално не се во Дојран. Шо прави? Треба да си ги привлечеме да бидат во музејот. Нели? Наши артефакти од римска доба, од сите периоди, од Тауријан, се наоѓаат во музејот во Скопје, во музејот во Гевгелија и некои други музејчиња. Сега би било убаво кога истите артефакти би биле изложени како експонати во нашиот Дојранскиот музеј. Инаку да кажам за самата градба, музејот, тоа е старо турско училиште, опожарен пред 10 години, а од Првата светска војна запален, разорнат, останаа само зидините. Сега се реставрира, реконструира и се прави музеј со намена. Долниот дел, приземјето, да биде за експонати од Првата светска војна, горе историски и археолошки музеи. Значи, сигурно од твоја лична гледна точка и од гледна точка на сите дојранчани, пред се да им се заблагодариме на другите музеи кои до сега ги чува артефактите од Дојран, да им се заблагодариме и да ги побараме на некој начин, да создадеме еден апел да ги вратат и да тој музеј да почне да функционира како што заслужува самиот Дојран, нели? Дојран има богата историја. Од пеоните, Тауријан, па Прва светска војна, Балканските Прва светска војна, Втора светска војна, рушење, бил културен, трговски центар во Македонија, имаме многу познати личности, преродбеници, почнувајќи од Жефаровиќ, завршувајќи до Антон Панов, нашиот дојранчанец, и неговите печалбари и пеликатникот, и многу други. Треба да имат неко обележје тие дејци, место тие во музејот. Јас морам да се пофалам што се однесува до Антон Панов, бидејќи имам играно во двете представи, и во Печалбари, и во Пеликатник, а за Пеликатник посебно го играв, значи, рибарот Дончо, за која улога имам добиено награда на Војдан Чернодрински. Значи, горд сум на Пеликатник, како човек, како актер, бидејќи тоа беше еден многу интересен процес. Знам дека еден дел од представата не беше завршен, после беше довршен од страна на Бранко Ставре и беше направена велелепна представа која беше одиграна на отворено на Дојрански. Сакам да прашам, дали беше таа представа на отворен со корабите дојрански на езерото? Точно.
дали беше през режисер Пеликан. беше Бранко Ставрев. Ставрев, И Мите тука Грозданов беше игра. поканета Николина, баба Николина Точно така. од Нов Дојран, која Майката, од мајката, еден од главните юнаци. главните юнаци, да. Точно така. И ти беше таму Да, актер. и аз го играх Дончо. Дончо. Рибаро и на Војдан Чернодрински на театарските игри имам добиено за ликот Дончо во представата Пеликатник, имам добиено награда. И многу сум горд на таа улога. Тоа е во периодот 97 година. Тоа ти е простор заграден со трска во вид на круг, како срце. Од озгор има мрежа, метро и пол над водата. Внатре има мртва риба. Од едната страна има отвор широк 10 сантиметри, од каде што влегуваат птиците, арно, ама не можат да излезат. Тука рибарите ги ловат и им ги сечат луѓето. Ви посакувам што побрзо да го направате тај музеј и да бидете горди на него и се надевам дека сите музеи, па, во колку има во некои приватни колекции, такви експонати, ги повикувам, ако луѓето се фер, едноставно да ги поклонат на музејот и да бидат под заштита, бидејќи сепак музеите се место кај што и те како ќе бидат видени од голем број туристи, и наши, и странски, и пред се ќе биде сето това добро заштитено. И не само тоа, меѓу народот, нашите жители што се доранчани, има некои предмети кои стојат дома, дали на каминот, дали во некоја витрина, кога би имало некој апел, доброволно да ги носат, Да. кога ќе се отвори Грнина, музејот, котлина, рала и 300 чуда 300 од чуда бакар, има. од алуминиум, алуминиумски лажици, паници, тенџерина, лонци. Секој период се бележал со И нешто. рибарски алати. И рибарски алати. Точно. Многу карактеристични. Ајде, поздрав и го напуштаме тај прекрасен дел. Се надевам дека идната година ќе биде ставен во функција. Јас мислам дека уште последната фаза да се заврши фасадата, Тасева Славица, архитектот од заводот Струмица, има изготвено... Поздрав за Славица. Голем поздрав. Да. Има изготвено проекти за масите, кај што ќе бидат излагани предметите, така да постепено да се направи, сега почеток не може се да има, меѓутоа да се отпочне со прибирање на артефакти, бидејќи септември, знаеме дека е почеток на школска година, има многу ученички екскурзии. Децата сакат да видат, Што е а нема многу што да видат. А има многу што да видат. Добро, значи во моментот се наоѓаме во домот на маестро Мирчо, или бат Мирчо, јас како што се викам, и знам дека целиот дом е богат со уметнички дела и со разни спомени од неговата фамилија и од неговите пријатели, па малечко коментар околу сето тоа. Тука има разни предмети. Ова е од бабата на мојата сопруга, од Коинско, оригинална пафта. Тоа е котлинце од Колјо Упчев, кога правеше дупка за вар, најде по кукњина од тоа семејство, он ми го донесе на куќе чување, ние што викаме, нели? Наместо бакшиш, котлинце. Така да, тие се од езерото, вадени од езерото, да се гледа и милто што да била. Сите се налегнати. Од кои причини, уште не се знае, биле, синот ми ги ноше, те биле наредени како вака, во ред. Супер. Значи тука имаме доста уметнички дела. Едно од тие дела е Дојрана, нели? Да, таа е од по легендата. Дојрана настрадува од бегот, чешмата тече, се полни езерото, Дојрана. Абстрактно и доста има Дојрана заминува една убава македонка, меѓутоа многу позади на неа се раѓаат многу македонки, многу дојрани символика на ова сеќавање, на таа легенда. Символите феноменален, многу Тука тука се век се пейсажи. пейсажи, дојрански, рибана трска, Нормално. изгрее сонце. Добро. Се можеме Во ходникот.
изгледало? Доеран, свој време. Добре, ние сме по локација тука некаде, тука е музејот, Да. тука била најголемата џамија, тоа е гимназијата, Сега таму шести продавниците, не? тоа е под Меркур. Тука е некаде Фуктак, тука е црквата Свети Илија, тоа е панорамска слика од некаде 1936 година, од бугарски официр. Така изгледал амфитеатрално, тоа е Сааткулата. Сааткулата од кој период е? После освојувањето после Маричка битка, Еврен Узбек доаѓа на превојот меѓу Беласица и Круша планина, челниците наши му кажуваат оти минал низ замрзнато езеро, можел да се потопи. Во знак на благодарност што Аллах ги спасил, да не насрада, наредил 3 дена гозба. Гозба на турски се вика дојурмак. Кога ги прашал бегот, дали се најадени, напиени, дали се... Они рекле, пресити сме, пренајадени, пренапиени. По турски тој збор се вика дојран. И се смета дека Полин го добие името од тој збор, од дојран, на пренајадени, пренапиени, презаситени. Така да, овој период дојран цути со раскош убавен. Имало многу на главната улица, имало 3 паралелни улици тука. На главната улица имало Занечијска улица, околу 30 дуќани, имало библиотека со богат фонд, книжен фонд. Куќите биле приземи и спрат со балкони и логии. И имало пазариште, кај што пукнала бомбата од Демерџиев, знак да се свест некој дека некаква иницијатива дека како солунските атентати. Тоа се дојрански мотиви од еколошката катастрофа. Кога водата беше поплавена, корабите остана на суво. Ова е дојрански мотив мандрата и пиликатник. И насеката. Насеката. Тоа е колибата, место кај што во Нов Дојран калдърмата се вика. На калдърмата. Тој мотив е карактеристичен. Сега не постојат колиби. Нормално. Има ли шанса пак да се изградат колиби? Колиби може да нема кој да работи. Со птиците, рибарите си замина и риболовот со помош на птици од мандрите, тешко дека ќе се возобнови пак. Нема шанси. Тај беше единствено свето, нели и у Кина имаше исто? Кина, ама не е тоа. Кина со корморани. Ги јадат рибите па им ги ваѓат од уста. Тој начин тука не. Рибите бегат од птиците, со прегради густо, ретко плетена трска, се терат во се потесно и во едно место, некаде 6 на 6 метра, се вика котец. И од таква една мандра се вагат 12 до 15.000 кила риби. А ги има 8-10 мандри, ги имаше, така да 80% од уловот на Дојранското езеро беше од мандрите, оно 20% друго паѓа на грип, на насеки, на други техники. Во главно беше... Грип колку најголем долг може да биде? Знаеш зашо? Значи правиха една репортажа за Охрид и во Трпејица и во Пештани влечат грип. И таму грипо достигнува должина дури до 2 километра. Таа е слика како шосе, а ова е обработена мандрата. Тука се жнее трската и се пуштат птици. Кај што има птица, нема ни едно рибче, бегат. После се става густо плетена трска, да не бегат, се става во друга преграда, за да пливат птиците, со подсечени крила да не летат, да не бегат, се стриже, се отстранува трската. И од таа површина рибите бегат наваму, тука е ретко плетена трска. Кога ќе дојдат тука, се става густо плетена и сега се блокират едноставно
Да, и се после перат од кьош. во кьош, во една мала просторија, котец, се црпи со испол, се вика Да. тоа за црпење, и корабите, и се ваѓа многу риба. Повеќе риба од колку вода. Да. Ова е мрежа, не е грип, со мрежи, а плади се вика. Ловење на риба, дојрански рибари. И тука имаме неколку слики. Тоа се рибари. Еве, црпат риба од... Тука набива трска долната. Горе котецот се гледа. Тука е на скелето во Нов Дојран. Ги редат рибите, покрупни, помали, поголеми. Брей, тинџирина, лъжици, тави, улонци, паници. Ало, жено, абе, не си веќе мома, мести малко и на дома. И да немаш фат с тая лат, ке станеш мајстор и ти, и твој брат. Душ кабини, славини, ламинати, врати, се за нашите ниски плати. Бре, парно се е парно. Ем те е топло, ем те е на душичката Арно. У Центъра за градежништво Илиевпром има се и сешто, чак и невешто. Уживање за сите ваши сетила. Кафе Ла Месикана. Понуда за сечи джеп од туристичката агенција Сафари. Паралија 7 ноќевања плюс превоз 115 евра. Олимпик бич 7 ноќевања за само 115 евра. Понуда за млади Паралија 8 дена за само 55 евра. Еднодневна летна шема од 650 и 850 денари, како и екстра понуди за Кушадаси Турција. Со Сафари за најмалку пари. Владе Банско, искуство и квалитет со традиција од над 2,5 децении. Владе Банско врши ребрување на сите видови лимови, изработка на олуци, изработка и монтажа на пластична и алуминиумска столарија во повеќе бои. Врши монтажа на цевки за фолии за земјоделските површини. Владе Банско изработува и огради од ковано железо, алуминиум и огради од инокс, како и метални конструкции, и сето тоа го прави брзо, ефикасно и квалитетно, а пред се ефтино. Владе Банско.
фасади разни за вашите соби празни. Од гипс картон во нов фазон. Алфа проект, бои и фарба со голема дарба. Zamolkna majkina pesna, posilni bea, kambanite stari, začuka tažno zgasna majkin sol. Vratete majka
нешто што јас го очекував ни повеќе ни помалку 31 година. Станува збор за амфитеатар кој е во завршна фаза. Или амфитеатар кој му беше на Дојран потребен повеќе од било што друго. Тука сме и што предвидуваме во него. Најпрво да кажам дека летната сцена, исто како и музеот кој што го видовте предходно, е добиен, односно се гради по европски проект. Всушност аплициравме со соседна Република Бугарија за ИПА европски проект и добивме летна сцена и музеј, додека бугарите добија нешто друго што нив им беше потребно за збогатување на нивниот културен живот. Како што можете да видите, амфитеатарот е во завршна фаза. За некои 7 дена ќе биде свеченото отварање, ќе ве поканиме да дојдете и да видите како сето тоа изгледа на дојрански начин. Инаку летните манифестации досега се одржува на летната сцена под Јаворите на градската плажа во Стар Дојран. И сега од оваа година ќе се префрлиме тука и се надевам дека ќе имаме уште повеќе успеси во летните манифестации. Предвидени се театарски представи, многу гостувања од странства, фолклорни групи, музички забавни групи. Се се многу забава која ќе го разубави дојранското културно лето. Жените значи се на некој начин за што подобро да се чувствуваат самите туристи. Од прилика што капацитет има околу? Околу 300 седишта. Одлично, за Дојран е прекрасно. Добро. Самата сцена можам да приметам дека со светлосниот парк на овој начин на кој што е поставен е, бидејќи јас сум актер, знам дека мора да имате поставено од горната страна, сега ви даваме некој совет. Добро, во секој случај ни преостанува уште да го разгледаме тај прекрасниот парк, кој е на некој начин или кејот на Дојран и да Магдалена на части кафе во еден од кафичите. Може? Ајде се селиме во прекрасниот кеј и на кафе. Значи, покрај напорниот ден кој го поминахме со нашата прекрасна домакинка, Магдалена, која на некој начин успеа да ни ги долова сите убавини на Дојранското езеро и пред се на самата туристичка сезона, еве најдехме едно прекрасно место кое се вика Sunset Beach Bar, место кое е централно, буквално на централната градска плажа, кој секој пат полно со многу луѓе и тука одмараме со малку кафе и нашата домакинка би сакала да ни објасни од прилика за какви содржини станува збор во текот на ноќниот живот. Какви забави се нудат во Дојран?
Значи, за време на летниот период, сите случувања се на брегот на Доранското езеро, така и забавите се тука, значи дневните и ноќните забави се случуваат на самата плажа, на самиот брег на езерото, низ шанковите тука, нормално и во кафичите, нели, кои што се наоѓаат во центарот на Стар Дојран, меѓутоа речиси се е стационирано на плажата. За време на работните денови, летните шанкови работат до полноќ, додека за време на викендите забавата продолжува до раните утрински часови. Значи на културен план знаеме што се случува во амфитеатарот, дали по рестораните има жива музика? Има жива музика, има дојранска традиционална жива музика. Сите што ќе дојдат од страна може да додат во некој од рестораните и да уживаат во живата музика. Одлично. Дали може да ни кажеш да направиме една споредба? Минатата година со каков капацитет и колков број на туристи имаше и каква година очекуваме сега? Лани поминавме многу добро. Целата туристичка сезона ја оценивме како одлична. Имавме над 30.000 гости. Оваа година се надеваме со тоа што го сработивме и на повеќе туристи. Значи станува збор за исклучиво туристи кои биле сместени не са хотелите и приватните сместувања. Додека луѓето со собствени капацитети, значи собствени вили, тие не ги ставаме во туристи, така ли? А има такви голем број, нели? Нема да ги ставиме тие, меѓутоа има доста луѓе кои доаѓаат на еден ден во Дојран, поминуваат убаво време тука и си одат. Значи, ако сметаме така, имало многу повеќе од 30.000 гости и се надеваме дека оваа сезона, и знам дека ќе биде така, ќе оствариме многу поголем број на ноќевања. Знам дека ова недела, во неделата имаше над 15.000 туристи на еднодневен викенд, на еднодневно началето. Секогаш има најмногу гости, за викенди посебно има доста гости, меѓутоа јас се надевам дека туристичката сезона ќе биде продолжена, ќе трае повеќе од август, се надевам дека ќе трае во септември, затоа што и септември е топло во Дојран, се надевам дека и почетокот на октомври дури ќе имаме гости. Ние работиме на тоа да ја направиме подолга туристичката сезона и знам дека ќе успееме во тоа. Може ли да ми кажеш, бидејќи сезоната е многу топла, значи летото почна со високи температури уште во јуни месец, дали има шанси алгите да процветат и порано, што значи сите тие кои имат потреби, значи од здравствени причини, да ги донесат своите деца тука заради алгите, оние кои имат астма, кои имат бронхит, сите тие може да дојдат дури и порано, не во август кога цветат алги. Јас знам дека алгите почнуваат да цветаат кога ќе се затопли, некаде од почетокот на мај, јуни, па се до крајот на септември, октомври. Меѓутоа најизразено е во август и затоа тогаш најмногу туристи доаѓаат. Меѓутоа ете може да дојдат и во јуни, и во јули, па дури и во септември. Нема зошто да ги прескокнуваме тие месеци. Знаеме дека водата од езерото е лековита, исто како и лековитата езерска кал и затоа туристите може да доаѓаат баш во сите топли месеци од годината. Да, во прошетката јас веќе имам забележено на неколку места, има значи алги цветено, значи се гледа жолто, а тоа е знак дека алгите веќе цветат, иако е на почетокот на јули. Што се однесува до калта, гледаме таму на самата градска плажа, имате веќе ангажирано физиотерапеут, кој значи ги врши тие на некој начин масажи со кал и со друго, па јас би го посетил и него, а? Да, би било интересно да се посети и да се праша што прави човекот, какви услуги нуди и можеби тој постручно ќе ви објасни како делува лековитата езерска кал врз човековото тело. Бидејќи тој е стручен за тоа и на крајот на краиштата е чест гостин во Дојран, многу години работи на самата плажа со таквиот тип на масажа и на улеснување на болките на луѓето. Јас се надевам дека во иднина ќе најдеме инвеститори и ќе направиме соодветни спа центри, па нема да имаме импровизирани масиралишта со лековита кал, туку баш ќе имаме современи спа центри каде што ќе доаѓаат многу домашни и странски туристи. Добро. Тука од прилика сакам да ти се заблагодарам, да ти посекам пред се успешна сезона, да ти посекам на тебе многу здравје, многу берикет и да си најдеш убаво момче. Добро, благодарам за се. Ве поканувам повторно да дојдете во Дојран и повторно вака да уживаме заедно. Дали се организира како минатата година, имаше некој како
пиво, фест, нешто тако? Да, мислам дека повторно ќе го има, се уште не сме ги одредиле датите, меѓутоа ќе има и вие медиумите први ќе дознаете за тоа. Ни повеќе, ни помалку, прва дестинација која треба да ја посетите е Доиран и само Доиран. А ние во моментот, како што ја кажав, се наоѓаме во еден прекрасен кафич на плажата кој се вика Sunset Beach бар или бифе или кафич, како сакате да го наречете. Добро, се поздравуваме со нашата домакинка. Чао! Значи во моментот се наоѓаме на градската плажа и имаме пријатно младо друштво. Ти како се викаш? Ева Алексовска. Ева Алексовска. Колку години имаш? 7,5. 7,5. Одиш на училиште? Да. Прво деление или второ? Ќе биднам трето. Трето? Да. Супер, од кај си ти? Од Куманово. Од Куманово дојде во Доиран на одмор, така? Да. И убаво ли ти е тука? Да. Топло? Знаеш ли да пливаш? Знам. Знаеш да пливаш? Браво! А шо ти е? Од школа другар. Другар. Ајде да опрашаме и другарите да видиме. Како се викаш ти? Христијан Арсос. Христијан. Добро, Христијан, ти пливаш ли? Да. Да. А се мачкаш ли со кал? Не. Не. Зошто? Па не ми се свиѓа. Не ти свиѓа калта? Има кал. Треба да одиш кај тој чичкото таму да видиш како ќе те намачка и таа е убава кал. Таа е многу здрава. Така? Да. Значи, ти ќе кажеш после на твоите другарки во септември, кога ќе почнете на училиште, дека си помина супер во Доиран, нели? Да. Јадеш ли сладолед? Јадам многу. Многу сладолед јадеш? Супер, каде, тука? Во кафичот? Во кафичот и од продавница купам. Браво, супер. Да ги поздравиш сите кумановчани и да бидеш многу умна и кога ќе пораснеш да бидеш тука главна атракција, бидејќи си многу лична, ти си дама, нели? Да. Ајде, чао, фала многу и да пораснеш многу голема. Раздам чаши сам на маса, исто кој ти. Чашија не збори, а бевме другари. За неја, еј, за неја. Ден не зори, ног не мине, се во без трага. Небо да се сруши, да не отепа. За неја, еј, за неја. За раздели другари, други нека ешат се до зори, чашија да пукне нека збори, за двајца пијани, за двајца другари, пред малку помирени, други нека ешат се до зори, чашија да пукне нека збори, за двајца пијани, за двајца другари, пред малку помирени.
умот ни го сврте една девојка. Жена не се сака како другарста за неа, еј за неа. Се што било, било, нека се заборави. Музика посока да не испрати за неа, еј за неа, за раздели два другари. Други нека ешат се до зори, чашија да пукне нека збори. За двајца пијани, за двајца другари, пред малку помирени. Други нека ешат се до зори, чашија да пукне нека збори. За двајца пијани, за двајца другари, пред малку помирени. Se do zori, čašija da pukne neka zbori. Za dvajca pijani, za dvajca drugari, pred malku pomireni. Za dvajca pijani, za dvajca drugari, pred malku pomireni. За нас голем късмет, што си го имаме Ронибет. По системо Хасап, кај нашиот касап. Ронибет месара, свежо месо за дома, ем за наскара.
Значи може да кажем дека Дојран прераснува во вистинска туристичка дестинација, односно со самиот начин на размислување на самите домакини, дека треба се и се што сите можни опции да бидат застапени на плажите на Дојран, еве име и масажа на плажа. На масажа на плажа, нормално, како еден од најголемите мајстри физиотерапеути, Ристо Преметаров или наша Аладин, ево тук на лице место како функционира. Добар ден! Добар ден! Как сме? Добре сме. И како функционира? Арно, върва работата. Така ли? Да. Моментално ще работиме. Сега правим масажи тук, има болки лева страна на гърба и лева нога. И се прави масажи, за да се опушти тайда. Дали Дојран ќе ги покаже своите добри знаци на вистинска туристичка дестинација? Верувам, до сега пуно, нарочито август месец е, до даска са поне. Ено започна сезон? Сега почнува ено, да. Да, сега повеќе има викендаше. Кои третмани ќе бидете стапни тук? Масажи со ули на плажа и третмани со кал од Дојранското езеро. Минерална кал? Да. Може ли да кажем защо са тия масажи най-добри, поради кои сте болести ще са? Може да кажем, Дојранската кала е лек за се, баз за се. За ревма, за ишия, за кожни проблеми, за дископати, дискосхерни, за кожни алергии. За мали деца, ако се аплицира 7-8 дена подред, е добро за антибронхит терапия. Гледам от сега сезонта почнува, туристи имат огромно, но се надявам дека ќе има още повеќе. Како ливагите разбирани тук со хигиена, со чистоќа, дали е уред, дали се чисти плажите? Плажите са чисти, добро са уредени. Сега секој спрема на говите очекувања, барем јас знам пред това как беше, сега е и съм задоволен. Дали свестен А секој път може да биде и по-добро. Според тебе, дали свестен на туристите ги порасна на по-високо ниво, да знаят да си ги отстрануват, например, отпадъците, што ги користат за време на смисъл на харти, на памперси, на шишина за сокове, след това дали го собират и да го остават на отредено. Това ќе биде најдобро. Секој што иде тука на викенд, самио да си ги собира отпадъците и да ги чини. И колко и да има чистачи, аз според мен верам, тежко би се изчистила, ако секој фърли. Добро, во секој случај климата е отлична. Мислимо ти тази сезона ќе биде плодна сезона за Дојран. Значи можем да кажем дека еве има една фина личност Калосана. Вие употребихте пред малко еден израз дека изключил долагите во Дојран само за мачкане, така ли? Да. Колко години си? Я веќе 10 години веќе идам на стоп за тук. Какво беше причината да почнеш со мачкане? Еми од болави, много имам болави на повините, на се, на зглобови, на тия работи. Што е дојдела таа болява? Од работа, не е од седена. Од умор. Дали после третмани се чувствуваш по-добро? Да. Много път, секој пат. Секој година идам, 10 години веќе на стопка идам за калта. Значи калта е много корисна. Да. Соицето тука се завършват работи. Немаше соицето. Нема што да кажем за него. Така. Добро, дечко. Отлично. Значи, еве на некој начин как се нанесла калта. Калта дали е посебно нещо третирана или не? Калта сега таа не е. Значи природна. Природна, да. Природна кал от длъбчините на Дојранското езеро. Да. Ти минерали колко?
6-7 метра дубина. Дали тие минерали се стари од постојањето на Доера? Вајле, таа е Божја работа. Работа. Добро, сега ќе видиме, значи, и друг третман со, бидејќи има луѓе што чекат, ќе ги видиме со улијна терапија и други терапии. Добро, значи имаме еден пациент, нем да мислите дека е карневал, не, туку специјално е дојден за посебен третман. Кажете ни што имате? Вака сега јас сум иначе од Битола. Видовме рекламава на телевизија дека имате добра кал тука лековита и затоа дојдовме да пробаме. Па еве на лице место имам стрејка, видиш, со себе во се случува што дојдов и да ја пробам лично на мене калта. А мислам дека ќе биде добро, пошто јас малце пробав таму, некаде се знамачкав, оседив одма дека има нешто. Делува стварно. А сега ова ќе видам тек накнадно. Али се надевам дека стварно не е снимкава лажна и интервју што кажувам јас не е лажно, да видите сигурно. Дека е за лек. Дека е за лек, точно. Од Доеран е доволно, од повеќе причини, заради това што сето това на нас, значи нашата прекрасна домакинка што ни го покажа сте фини, прекрасни и паркове, и амфитеатри, и сите содржини што ќе бидат застапени во Доеран, ќе биде на највисоко ниво. Тука од мене толку, се одјавуваме и се гледаме следната емисија Мегдан Којна.